Премиерот Христијан Мицкоски рано утринава оствари средба со командантот на Националната гарда на Американската сојузна држава Вермонт, генерал-мајор Грегори Најт. На средбата се разговарало за унапредување на соработката, особено во областа на обуката, размената на искуства и јакнењето на одбранбените капацитети. Присутни биле и министерот за одбрана Владо Мисајловски, началникот на генералштабот Сашко Лавчински, како и американската амбасадорка Ангела Агелер. Денес, во Јордан, под покровителство на кралот Абдулах II, ќе се одржи меѓународната конференција Процесот од Акаба, Балкански меѓународен диалог. На настанот ќе учествуваат представници на повеќе православни цркви, меѓу кои Ерусалимската патриаршија, Антиохискиот патриарх Јован, Српскиот патриарх Порфирий и Албанскиот архиепископ Јован. Македонската православна црква е застапена преку делегација, предводена од митрополитот Петар. Гостите по пристигнувањето го посетија и местото на Христовото крштевање. Управата за јавни приходи соопшти дека до крајот на ноември спровела околу 4000 контроли, при што биле изречени над 2500 глоби за неиздавање фискални сметки, а 113 даночни обврзници добиле забрана за вршење дејност. Од Управата за јавни приходи посочуваат дека секоја четврта контрола открива неправилности, што укажува на широка појава на сива економија. Дел од обврзниците добиле повик доброволно да ги исправат пријавите, во спротивно ќе следуваат дополнителни контроли. Управата за јавни приходи најави и засилени инспекции пред новогодишните празници во угостителските и трговските објекти. На 8 декември, по повод празникот на Свети Климент Охридски, заштитникот на Македонската православна црква, архиепископот Охридски и македонски Стефан чиноначалствуваше со божествена литургија во соборниот храм Свети Климент Охридски. Во Скопје сослужуваа повеќе митрополити од Македонската православна црква. На литургијата двајца свештеници беа ракопроизведени во чин протоиереј, а празничната беседа ја одржа митрополитот Јосиф. Голем број верници се причестија со светите дарови. Албанската влада го одобри националниот план за управување со мешани миграцијски текови за периодот 2026-2028, со цел земјата да биде подготвена за зголемен прилив на мигранти. Планот предвидува формирање прифатни центри во југоисточните и јужните региони, како Корча, Ѓирокастро и Валона, главно за мигранти од Блискиот Исток и Азија. Спроведувањето е доверено на повеќе министерства и институции. Властите наведуваат дека целта е хумано управување со миграцијата, обезбедување сместување, здравствена и психосоцијална помош, како и заштита на правата на мигрантите. Европската унија порача дека клучни услови за напредокот на Косово кон членство се спроведувањето реформи и нормализацијата на односите со Србија, изјави портпаролката на Европската комисија Јулија Мацик. Таа посочи дека Европската унија веќе започнала чекори за постепено укинување на мерките воведени во 2023 година, но процесот зависи од развојот на состојбите на терен. Во меѓувреме, дел од земјите членки се спротивставуваат на укинувањето на санкциите, додека други го поддржуваат тој предлог. Европејските институции очекуваат новите власти на северот на Косово да ги застапуваат интересите на сите граѓани. Унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека економијата, миграцијата, војната и енергијата се 4 клучни прашања во односите меѓу Унгарија и Турција, пред неговата посета на Истанбул. Тој нагласи дека двете земји воспоставиле постојан стратешки диалог и значително ја зголемиле трговската размена, која сега изнесува до 5 милиарди евра. Орбан посочи дека Турција има важна улога и во спречувањето на миграцијата, како и во енергетската безбедност преку гасоводот Турски тек, а двете земји, како што рече, заеднички работат и на напори за постигнување мир. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и председателот на Европскиот совет Антонио Кошта порачаа дека суверенитетот на Украина мора да биде целосно почитуван, а нејзината безбедност долгорочно гарантирана во секој можен мировен договор со Русија. Пораката ја упатија по состанокот во Брисел со украинскиот председател Володимир Зеленски и генералниот секретар на НАТО, Марк Руте. Двајцата лидери истакнаа дека безбедноста на Украина е клучна и за безбедноста на Европската унија. Борбите меѓу Камбоџа и Тајланд повторно ескалираа долж нивната спорна граница, доведувајќи го во прашање кревкиот прекин на огнот постигнат во јули. Двете страни меѓусебно се обвинуваат за обновување на судирите и најавуваат одбрана на својот суверенитет. Според официјалните податоци, во Камбоџа загинале 9 цивили, а во Тајланд 3 војници, со десетици повредени на двете страни. Илјадници жители се евакуирани од пограничните области, додека судирите се најжестоки од конфликтот во јули кога загинаа најмалку 48 лица. Силен земјотрес со магнитуда од 7,5 ја погоди североисточна Јапонија околу 23 часот по локално време, со епицентар во Пацификот, на 80 километри од брегот на Аомори. Повредени се најмалку 23 лица, од кои едно тешко, а причината е и материјална штета. Забележани се цунами бранови до 70 сантиметри по Пацифичкото крајбрежје, поради што беше издадено предупредување за нови бранови.
Прекинате сообраќајот на брзите возови, а околу 800 домаќинства останале без струја. Владата формираше кризен штаб, додека властите предупредуваат на можни силни последователни потреси.